Здраво дечки, денес се дружиме со новиот Golf 8, конечно после толку време. Golf 8 е еден од финалистите на Златно тркало, за жал денес немаме можност да го возиме, се надевам дека за многу скоро ќе имаме можност. Сега ќе го видиме малку повеќе во некои технички податоци и спецификации од она што го гледавме на прв поглед во салон. Го гледаме новиот Golf 8 сега. Добро, го свртевме некој кругче, чисто малку да го осетиме. Ама тоа не е тест, се надевам дека за многу скоро време ќе имаме можност и ќе го тестираме. Но окей, сега извоивме 8 работи за Golf 8 кои треба да ги знаете. Прва работа, дизајнот. Се уште се личи на Golf, големи отскокнувања нема. Околу новите фарови нема да коментираме, оставаме на вашиот вкус. Второ, истите тие фарови се LED матрикс светла кои нудат добро осветлена површина и притоа самите автоматски се прилагодуваат според сообраќајот и патот. Трето, ако надвор е стандарден Golf, тогаш внатре воопшто не личи на било кој друг претходник. Бидејќи се е дигитализирано, нема ниту едно физичко копче како што кажавме, но и од некое мало искуство што го имавме периода, ваквата дигитализација ќе бара многу време за навикнување, особено ако при возење сакате да одберете точна бројка за климата или за јачина на звукот. Инаку во оваа дигитализација добивате 10-инчен дигитален дисплеј со навигација и 10-инчен екран кој можете да го поврзете со вашиот мобилен телефон. Четврто, без разлика дали ви се допаѓа или не дизајнот и дигитализацијата на овој Golf, сепак тој се уште е натронат во својата класа и е најнапреден, односно во својата стандардна опрема покрај сите безбедносни системи како Lane, Brake Assist и адаптивен темпомат, доаѓа и со CAR 2X технологија која дури и на растојание од 1 километар околу вас, во реално време комуницира со сите останати автомобили и предупредува доколку има сообраќајни гужви, расипан автомобил, блокирани улици и било какви други информации кои се важни за возачот. Пето, во поглед на перформансите, засега кај нас се нудат два мотори, односно еден бензински 1,5 литарски TSI мотор со 150 конски сили кој е mild hybrid, потоа 2.0 дизел со 115 и 150 конски сили. Секако се очекуваат наскоро да пристигнат и нови понуди на мотори, но за нив ќе почекаме. Шесто, во поглед на практичноста, Golf 8 нуди 380 литри багажен капацитет, што е сосема доволно за било кое семејство. Седмо, сигурно се прашувате за цена. Новиот Golf 8 започнува со цена од 24.458 евра. Осмо, и на крај дојаме до последната работа, а тоа е дека Golf 8 беше еден од учесниците на Златно тркало, линкот е подолу и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!